Институциите конечно се размрда откако Алфа обелодени за тортурата и изживувањето врз осуденикот од случајот 27 април Александар Јаневски Тошта. Омбудсманот ќе влезе во штипскиот затвор да истражи зошто тој е казнат со самица и го третираат како се дал во бегство, а всушност Јаневски бил во Охридската болница за да му го вградат петиот стент на срцето. Сопругата Тања Јаневска поднала представка до Народниот правобранител, а оттаму информираат дека веќе се екипираат за да влезат во затворот и да проверат што се случува со Тошта. Примена е представка за лицето за кое прашувате и во тек е постапка за овој случај. Тоа значи дека ќе се зборува со затворската управа во затворот Штип да се утврдат наводите во представката, ќе се бара одговори од управата за извршување на санкции, а веќе е контактирана и сопругата на лицето, бидејќи дел од представката се однесуваше и на барањето за обавување разговор со нејзе. Во меѓувреме, затворските власти во Штип се уште го држат Јаневски Тошта во амбуланта поради неговата здравствена состојба и ја немаат спроведено казната, информира неговата сопруга Тања. Таа вели дека затворот нема ни соодветно возило да го спроведе на контрола во Охрид, а доколку го стават во самица, стравува дека тоа би било фатално за него. Сопругата на Тошта неколку пати излезе јавно и сведочеше за тортурата која преживува низиниот сопруг во затворот. Потоа доби закани од затворските власти во Штип, каде што преку низиниот сопруг и беше пренесено дека ако уште еднаш даде изјава, Тошта ќе биде спроведен во самица. Предходно, затворскиот директор Мики Тодоров се правдаше дека секој може да донесе документација и да злоупотребува, но постоел закон според кој затворот се водел. Александар Јаневски Тошта е еден од 16 осуденици за настаните во собранието што се случија на 27 април 2017 година. Додека македонската јавност ги нарекуваше патриоти, власти и судот ги обвини и осуди за најтешкото дело против безбедноста на државата – тероризам. Јаневски лежи 13 годишна затворска казна.